плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Значи, ја озвучуваме оваа книга, таа е издадена 2018 година за 30 годишнината на театарот Скрб и утеха. Книга која покажува, како што вели, враќање на Светиот Дух во атерот на театарот. Оваа книга е пишувана според Аристотеловата поука дека уметноста ги прикажува работите не онакви какви што се, туку онакви какви што би можеле да бидат, и таа зборува за долгогодишната цензура во македонската култура и се она што го помина театар Скрб и утеха, играјќи. И почнуваме на 247 страна, ова е веројатно предпоследната снимка. Забранет влез на екипата на телевизија Сонци и на професорот Тихомир Стојановски во Бугарија. Визната либерализација, која помеѓу друго требаше да ја олесни комуникацијата во регионов, во насока на обединување на Балканот на македонскиот полуостров како дел од Европа, не помогна во случајот со Бугарија и нејзината гранична непропустливост за македонците кои сакаат да му одадат почит на еден културен настан, одбележување на денот на Јане Сандански кога се родил или кога заминал. Екипата на телевизија Сонце и професорот Тихомир Стојановски вчера беа вратени од граничниот премин Златарево. Тие требаше да присуствуваат, ова е 25.4.2010 на одбележувањето на 95 годишнината на загинувањето на македонскиот револуционер Јане Сандански во мелник кој го организираше Омо Илиндан Пирин. Веднаш по пристигнувањето на граница не издвоија од колоната и ни ги собраа патните исправи и не оставија да чекаме 3 часа, како криминалци. Ни рекоа дека е смена, потоа останаа да работат истите службеници, вереа дека се ќе биде готово за 10 минути, но еден од нив уште на почетокот ни рече дека ќе се вратиме од каде што сме дошле. Видете, ние не одиме никаде на друго место, ние одиме во Македонија, која е отцепена, поделена, и требаше со тој Букурешки договор да се врати земјата на македонците. Потоа ни бараа неразновидни документи од здравствено осигурување, покана од општина заверена на нотар, резервација од хотел во кој ќе престојуваме и слично, за на крајот да не натераат да подпишеме некаков документ, дека не ги поседуваме потребните документи и да не вратат назад. Информираше за немилиот настан професорот Стојановски од Факултет за драмски уметности Скопје, Македонија. Ако на телевизија Сонце не и дозволуваат влез за да не известува од настанот, зошто не ми дозволија и на мене влез во Бугарија, во Пиринска Македонија? Дали во Македонија некогаш е вратен научен или културен работник од Бугарија, прашува професорот Стојановски. Море Стојановски. Како ми велеа, ќе сум ги раскарал добрите односи со македонците, грците и албанците, оти сум одел со театарот таму, а потоа се видува тие добри односи со тие договори, со негирање охи македонци, њама македонци, кукуноне македонци. Со ова се покажува дека нема демократска свест кај бугарските политичари и тие се уште негираат дека суштествуваат македонците во Пиринско, во Бугарија, а денеска и во Македонија. Ова е срам за европската демократија и показ дека балканските политичари во свеста се на исто ниво од пред Илинденското востание. И правото на национална припадност го негираат во 21. век. Правото на слободна културна размена во духот на Европа без граници не е можно меѓу Македонија и Бугарија. Од бугарската страна никој не се попречува да доаѓа во Република Македонија, а од бугарската страна многу често има проблеми кога доаѓаме ние, зошто играме, како играме и така натаму, заклучува професор Стојановски во врска со овој немил настан. За волја на вистината, ние 2001-та некаде прв пат влеговме, мислам, со театар Скрб и утеха. Првиот пат немаше проблем, а потоа почнаа сите тие проблеми на закани. Ке сме се вратиле со дугнати глави, држење на граници и сето тоа кое се менува од време на време, како им одговара, како им одговара таа цела состојба и се покажува лицемерието на европската политика, бидејќи во Бугарија и Грција, кои се членки на Европската унија, македонците немаат човекови права и сега точно се покажува, слава ти Господи Исусе Христе, практично дека и за македонците ние мораме име да смениме, мора да промениме едно друго, да влеземе во некаков вавилонски сатански сојуз.
Поздравен говор за отворањето на 17-тите Дионисови слави. Почитувани гости и пријатели на Дионисовите слави, значи манифестација која 2010 година била 17-ти пат, значи сега 24-та, 25-та, 32-ти, треба 33-ти, потоа еднашка два пати ги правевме 33-тите армакедонски слави. Ако на телевизија Сонце не и се дозволува влез за да не известува од настанот, зошто не ми дозволија и на мене влез во Бугарија? Дали во Македонија некогаш е вратен научен или културен работник од Бугарија, прашува професорот Стојановски. Со ова се покажува дека нема демократска свест кај бугарските политичари и тие се уште негираат дека существуваат македонците во Пиринска Македонија, на Македонскиот полуостров, во Република Бугарија и во Република Македонија. Ова е срам за европската демократија и показ дека балканските политичари во свеста се на исто ниво од пред Илинденското востание, Првата и Втората Балканска војна, која ја негираат националната припадност, македонскиот идентитет, денеска во 21 век. Правото на слободна културна размена во духот на Европа без граници не е можно меѓу Македонија и Бугарија. Бугарската страна има отпор, се попречува доаѓањето на делегации на културни настани од Република Македонија. Од бугарската страна многу често има проблеми, заклучува професорот Стојановски во врска со овој немил настан. Ете тоа се тие моменти дека постојано тој отпор остана, наместо да им ги дадат правата, да ги признаат македонците, она што им го предлагам, уште пред многу години, во еден вестник таму, како се викаше Вардар или Струма, да се сподели, да ги пуштиш кој сака да биде македонец, кој сака да биде бугарин, пушти ја слободно. Границата, ние нема да ја украдеме планината, како што им велам од Пирин, да ја донесам дома во фрижидерот. И така натаму. Поздравен говор на отворањето на 17-тите Дионисови слави. Тоа беше, значи, таа манифестација почна како театарски маратон Мину Угриновска, па Дионисови слави, па Дионисусови слави и денеска армакедонски слави. Во 2024-та, сега би требало да се 31-те, односно 32-те, а в година 33-те, ова е, значи, 17-ти Дионисови слави 2010-та, 26 сечко февруари. Самистите ги укина, овие со толку малку средства учествува, со 1500 евра, па 2000, на крај дојдовме во најдобрите денови 5000 евра еднашка, инаку претоа завршувавме со 3000 евра и сите пари одеа за сместување на 50 на луѓе од Пиринска, Егејска и Албанска Македонија. Поздравен говор за отварање на 17-тите Дионисови слави. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кој забранува културна размена? Која е таа Европа без граници? Не сме ја испеале ние песната проклета и триклета да бидеш ти Европа, прости ни Исусе што ги колнеме. Блуднице Вавилонска. Почитувани гости и пријатели на Дионисовите слави. Пред нас се 17-тите македонски чествувања со леб и вино, песни и ора, поезија, театар, беседи, филмови, изложби. Се собираме да даруваме култура, духовност, љубов, македонизам, наспроти негирањето на македонскиот идентитет, што е цивилизацијски срам за светот и Европа, за соседите, за оние кои живеат, дишат, мислат, љубат и мразат на македонскава света земја. Значи Македонија, ова сега го додаваме, лечилиште на постмакедонски идентитети, да ги излечиме, да ги цивилизираме, да научат да се љубат, како што Исус вели, љуби го својот ближен како себе си. Македонија и македонската култура се цивилизацијски феномен. Со неолитската култура е окарина стара 7000 Божји години, на која професорот Даутовски ги свири македонските песни, со Адам и царскиот печат од Говрлево, со античката македонска културна доминација, со македонското фрескосликарство со корен во антиката, со Дзевкис од Хераклеја, со словата на Бога, со кирилицата, глаголицата, орфеевите црти и рецки, со богомилите, со македонката Лидија, првата христијанка во Европа, со апостол Павле, со цар Самуил, Филип II, Александар III македонецот, македонскиот учител Аристотел и филозоф, со илинденците, со македонската народна култура посветена на Бога, со Кокинскиот железен театар, со носиите, фреските, манастирите, тоа го додавам сега, со современите уметници, со театарот како македонска автентична категорија на хор, оро, метрички стапки, левите и десните дактили, например, дарување леб и вино и драмска поезија,
Со принципот на дарување и простување содржан во Дионисовите слави и христијанските празнувања, со митскиот македонски цар Орфеј кој им ги дал словата на македонците, и има уште многу неспомнати од македонската народна култура кои оставиле духовни траги на светската цивилизација. Се собравме денес со љубовта и уметноста да даруваме култура, да го преминеме македонскиот европски ѕид, вечерва со нас се македонците од Пиринско, од гордиот Кремен. Ех, Кремен, Кремен, моје родно село. Македонците од Мала Преспа, од Горица, се провикнал бел трендафил од балкон. Македонците од Загреб, јунаци, македонците од Солунско, тие настапуваат утре вечер, а денес во рамките на 17-тите Дионисови слави се отвораат две изложби. Тие од Солунско, солунчаните, прв пат запееа на македонски, не се плашеа, неформална група, не смее да се регистрира. Денеска можеби ќе се смени нешто еден ден, ако грците се покајат што ги убивале македонците, со Мелас и Каравангелис, например во Загоричани, убивани села, треба да клекнеш пред Исус да побараш прошка. Не да ги лажеш дека носиш сатански оган, благодатен оган. Каков благодатен оган кај некрстени, непростени, непокајани. Во рамките на 17-тите Дионисови слави се отвораат две изложби. Првата на Розита Закева и изложба на копаничарски дела од Ване Петридов со македонски кукли, со македонски народни носи, изложба на копаничарските дела на Ване Петридов Цило, роден 74-та во Неготина, со дела, икони, со копаничарство се занимава 3 години, учествувал на неколку групни изложби, член на Стари занајати Неготино, Розита Закева, инако и лектор. Денеска живее во Малта на моите докторски, магистерски книги и учебници. Секако вечер исто така ќе промовираме знаковен видеоречник за лицата со оштетен слух, копродукција на невладината организација ЕГА и Телевизија Сонце. Денеска Скрби утеха е претворен, практично затскриен, како да се каже, во таа ЕГА, невладина организација. Ние бевме регистрирани како театар, но за жал сме под силна цензура на македономрсците. Речникот ќе го представи господја Маја Саридис, ќе ја представиме и книгата на Тихомир Стојановски, магистерскиот труд театарот како елитна и масовна култура, за која ќе беседи професор доктор Александар Прокопиев. Секако тука е премиерата на филмот Девете вретена на Јан, авторски филм на Тихомир Стојановски, копродукција на филмската продукција Дион, денеска се нарекува Свети дух, која работи при културен центар Скрби утеха Тиха и Телевизија Сонце, денеска ЕГА Скрби утеха. А представата на театарот Скрби утеха Будење на ангелите, тоа исто така беше едно од оние пророчки представи, по драмскиот текст на Тихомир Стојановски во режија на Слободанска Чичевска. После таа представа дојде бугарскиот културен аташе. Александар Прокопиев го донесе, значи го замолил да не запознае. Прекрасен текст, прекрасна представа и после тоа 7 години жената што си го сликаше прстот за прстеницата. Јас сопре премиерата на Скрби утеха. После 7 години даде премиера, но ги укина овие армакедонски слави. Ќе дојдеме до тоа. Знаете како работат бугарите? Трошат европски пари за да го негираат македонскиот идентитет и да купуваат македонци. Во покануваме да бидете дел од духовноста, дел од песната, орото, книгата. Значи во представата беше академик Аспарук Докурчев, кој го разрешуваше македонскиот вопрос. Син на капетан Докурчев, тој е реален на човек, кој дал живота си, го дал животот овде, ослобожува за времето на Хитлер, ги ослободувал македонските земји. Замислете. Таму имаше исто така еден момент, момчето кој е внук на Павел Шатев, го извади списокот на иконите, фреските, книгите, жезолот на Свети Климен, што е однесено од бугарската војска за време на Втората светска војна, откраднато. Ве покануваме да бидете дел од духовноста, дел од песната, орото, книгата, копаничарството, народната култура, театарот, филмот, да даруваме култура, да простуваме, да бидеме човечки суштества и луѓе наспроти филозофијата на грабање, поништување, негирање на македонскиот народот идентитет. Македонија, македонците како основа те овој народ именуван и постмакедонски идентитети денеска бугари, срби, грци, албанци, словени, сите словени. Македонија е лечилиште, значи, на тие народи кои мислат дека е нивна Македонија, си ја бараат својата мајка и така натаму. Тоа е, како да кажеш, потреба да се биде македонец, но несвесно, не знамо да разберат, ги влече тој момент на роднинство. Со Господ во срцето нека се слави светлината и љубовта,
да сте живи и здрави, да имаме век, а ирлија за фашкање. Господ напред, ние по него. За многу години берекет, здравие и љубов нека ни придава Господ Исус Христос, да посадиме во срцата светлина и љубов, да бидеме македонци и луѓе. Од мене споделен збори песна од Бога здравие. Нека се вековите Дионисовите слави македонската култура. Тихомир Стојановски, Божји ден светол, 26 сечко февруари, лето Исусово 2010. Амин. Нека биде волјата Исусова. И таа потоа ги укина овие средби. Значи таму некаде пред да замине, ден кога ја премина последната конкурс, што беше преку нив, преку жената што си осликаше прстот прстеницата. Какво срце имаш да ги укинеш овие средби, но тоа е тоа. Ќе одиме понатаму. 252 страна ја озвучуваме оваа книга Театарски источник, која зборува за враќање на Светиот Дух во атерот на театарот 2018, издадена 30 Божји лета театар скрби и утеха. Се разбира, не се добиени средства од Министерството за К. Изјава на Тихомир Стојановски за недозволен влез од страна на бугарските милиционери на граничниот премин кај Струмица Златарево. Некаде пред 18 часот на 24.4.2010 сабота пристигнавме на граничниот премин Златарево кај Струмица на граничниот премин на бугарската страна со возилото на телевизија Сонце и веднаш не тргнаа на страна од лентата за премин и ни ги собраа пасошите. Не чекаше човек пред да почнат царинските формалности, еден од милиционерите рече дека ќе биде за 10 минути и така минаа 2,5 часа каде нашите исправи се прегледуваа во канцеларијата на шефот. Еден од милиционерите ми рече дека ќе се вратиме назад. На крајот ни бараа документи, здравствено осигурување, покана за доаѓање во Бугарија, ваучер од хотел кај ќе спиеме, на крај покана заверена на нотар, покана со печат од општината. И на крај да се подпишеме дека сме българи. Тоа нема да стане. Не бидува така, бе, луѓе. Аморе, луѓе, нели ви е страф од Господ Исус Христос? Негирате народ, срам да ви е. Срам да ви е. Ако сте македонци на колена, се покаете. Што сте ги терале во затвор македонците, како Стојан Ѓоргиев, 8 години затвор. 8 години. Не фрлил ни бомба, не утепал никого. Само затоа што е македонец. Кога интервениравме, се побунивме зашто толку чекаме, ни рекоа дека е смена, а истите милиционери останаа до крајот. Организаторите од Омојлинден Пирин пратија луѓе да донесат документи потребни за нашиот влез, но бугарските милиционери не натераа да подпишеме документ за отказ на влизање в страната и веднаш да си одиме назад кон Република Македонија. Ние не одевме во Бугарија, ние одевме во Пиринска Македонија. Иако им рековме дека доаѓаат нашите домакини и ги носат соодветните документи, не ни гарантираа дека ќе не пуштат на чествување на македонците од Бугарија во Мелник, туку на брзина не истераа да се враќаме назад. Документот не го подпишав од моја страна, за да не настане инцидент да ми го вратат пасошот, шкртнав со пенкалото на листот што се гледа од прилогот. За настанот е известена македонската амбасада во Софија по телефон и од се срце им благодарам на соработката. Тихомир Стојановски, Факултет за драмски уметности, Скопје, Ар македонските слави за фатија. Кметство Мосомиште, Општина Гоце Делчев, до господин Тихомир Стојановски, 254 страна, ја зачуваме оваа книга, директор на скрби и утеха, покана од Иван Ламбрев, кмет на Мосомиште, Општина Гоце Делчев. Почитувам господине Стојановски, преведувам поканата на бугарски, скап пријател од Македонија. Најсрдечно ве каниме да го посетите нашето прекрасно селце Мосомиште, по случај по повод празникот Свети Ѓорги на 5 и 6 мај 2014 година. Многу ќе се радуваме да ни направите чест да учествувате со нашата празнична програма, да видите наши гости. Се надеваме да ја прифатите поканата и да не зарадувате со вашето присуство. Со почит Иван Ламбрев, кмет на Мосомиште, Општина Гоце Делчев. И истото друго едно писмо сега. Тоест, тие се тие периоди кога ги укинаа гостувањето. До Министерство за култура на Република Македонија, повторно преведува министер Елизабета Канчевска-Милевска, почитувана госпоѓа Милевска, читалиштето Прогрес, село Ново Лески, Општина Хаджидимово, област Благоевград, ве моли да поддржите следствие. Нашето читалиште има долгогодишно културно сотрудништво со Театар скрби и утеха, со Тихомир Стојановски како директор од град Скопје, Македонија. Ние имаме задоволство да ги поканиме театарот да гостува во село Ново Лески оваа година и удобно во време кое ќе се договориме.
се обраќаме со горешта молба кон вас за поддршката на неопходната финансиска потреба да може да се случи тој културен продукт и настан, дружење меѓу македонците и македонците. Се надеваме и веруваме дека ќе го поддржите таа идеја и културното сотрудништво меѓу нашите два народа да продолжи во иднина. Видете, културно напишано, нема никакви провокации. Оставам со надеж дека скоро време ќе се видиме со пријателите од Театар Скрби и утеха. Ви благодарам однапред. Читалиште Прогрес, село Ново Левски, председател на читалиште Стефан Терзиев. Денеска се уште се дружиме. И потоа гледате, тој еден цел подписи, која година било тоа, па тоа е некаде, значи, после ова, 2014, 15, 16. Така немам документот во годините. И овде се подпишани луѓе, пазете, во подкрепа на Театар Скрби и утеха од град Скопје, Македонија, зашто се укинати, значи веројатно кога се укинати овие Дионисови слави, тоа е некаде кога ВМРО заминуваше. Тогаш ни дадоа премиера, значи 2010-та, ако ни ја дале будење на некрстени денови беше тогаш, по 2017-та веројатно. Читалиште Прогрес, Ново Левски, општина Хаджидимово, Благоевград, подкрепа за Театар Скрби и утеха со Тихомир Стојановски за да се случуваат Дионисовите слави. Сакаме сотрудништво меѓу двете културни институции да продолжи понатаму. И тие што се подпишале 49 луѓе, јас од почит ќе ги прочитам, овие луѓе од Пирин сакаат да доаѓаат, ти ги укинуваш. Не се работи овде за пари. Овде се работи за нељубов кон Македонија и македонската култура. Како ќе ви оди душата, Господјо. Подпис на самодејци при читалиште кој го подкрепува Театар Скрби и утеха Стефан Јорданов Терзиев. Величка Василова Топалова, тоа се се македонци од Пиринска Македонија. Ангел Дамјанов Ташков, Атанас Ѓоргиев Алмишев, Атанас Димитров Ѓужденов, Атанас Николов Шопов, Атанас Стојанов Ѓужденов, Борис Илиев Манолев, Васил Атанасов Ишбегов, Вангелија Ѓоргиева Ташкова, Велик Тодор Шонтов, Вера Иванова Харизанова 13, Ѓорги Асенов Ѓужденов, Ѓорги Атанасов Алмишев 15, Ѓорги Благоев Узунов, Ѓорги Димитров тој од Кремен, Димитров Чонгов, Ѓорги Костадинов Вантов, Ѓорги Костадинов Шилев, Ѓорги Маринов Куртов, Ѓорги Петров Ќупчев, Ѓорги Тодор Ванкалов, Димитар Атанасов Алмишев, Димитар Атанасов Бучков. Значи тие сите се подпишале, 49 луѓе до Министерката за култура пратено да се одржуваат нашите средби армакедонски слави. Димитар Атанасов Бучков, Димитар Атанасов Алмишев, Димитар Ѓоргиев Ѓужденов, Евдоки Иванов Топалов, Елена Ангелова Сердарева, Елена Ангелова Терзиева, Иван Атанасов Халембаков, Иван Евдокиев Топалов, Иван Кирил Думбанов 30, 31, Иван Костадинов Шилев, Иван Петров Безев, тој беше скоро го водеше Омо Илинден, Иван Филипов Алмишев, Иванка Атанасова Вантова, Иванка Ѓоргиева Вантова, Јордан Стефанов Терзиев, Катерина Ѓоргиева Бучкова, Катерина Костадинова Чонгова, тоа се луѓе кои се подпишале, 49, Катерина Костадинова Чонгова, Кипра Ѓоргиева Праматарова, Кирил Димитров Чонгов, Костадин Иванов Ќутов, Крум Борисов Дамјанов, Лилјана Аспарухова Сердарева, Љупка Кирилова Караѓозова, Маја Стојанова Бучкова, Марија Ѓоргиева Ќупчева, Нели Иванова Топалова, Павел Василев Папазов, Ралица Николова Гемеджиева, председател на Прогрес Стефан Терзиев. Значи подкрепа да се случуваат тие армакедонски слави. За жал, сетне и упреку, значи 7 години не ни даваа премиера и потоа министерката ни даде премиера, но ги укина овие слави пред да замине од власт. Потоа Нели ја брка, ја гоне, ако се сеќавате, дека ќе оди во затвор и така натаму, иако и напишав писмо. Штета, каква штета. Секоја совпаѓање со овоземниот свет е исклучено, освен по волјата на Отецот наш небесен. Сега ви велам, оставете ги овие луѓе на мир, не ги бајте ги, зашто ако е тоа замисла или е тоа дело на луѓе ќе се разруши, а ако пак е од Бога, вие не можете да ги разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бога, дела 5:38-39, тој го кажав на министерката и дојде да оди во затвор, си го сликаше прстот в прстеницата. Знаете,
Гревот не можеш така да го избришеш, можеш да побегнеш од земните судови, но од судот на Господ Исус Христос не се бега вовед. Театарот Скрби и утеха е возобновен Божјо лето 1988. Во 2018 лето Господово фала му на Господа слави 30 години театарствување. На сите кои не осудиле, повредиле, цензурирале, предале, спречувале да даруваме љубов и светлина на македонската култура, како и на оние кои не признавале, им простуваме од се срце и душа и им даруваме благослов да ја пронајдат во себе светата Божја љубов на Исус Христос и македонската култура. А ти, светол Татко, Господи Исусе, прости им ако навистина не знаеле што прават. И веројатно ќе има уште едно читање. Тоа е тоа, го објавуваме ова да се знае, ни што поминувал театар Скрби и утеха. Секако нас не третираат ни критиката, ни драматургијата, ни театарските театролозите. Ние сме ставени така, како што рече една позната критичарка, каква представа, мислам дека беше во Струмица или во Кочани, не, во Струмица или на Чернодрински, никој не смее да напише. Ете тоа е, дали смееш или не смееш, слава ти Господи Исусе Христе, бидете благословени во мир и љубов Исусова, во животот и на мајката сцена. Yeah.